Вести на Канал 8. Продолжуваат оштетувањата на изолацијата на цевководот за геотермална вода, што ги прават несовесни граѓани. И покрај напорите за санирање, за што секоја година се трошат по околу 500.000 денари, состојбата не се подобрува. Нови оштетувања се забележани на изолацискиот материјал од цевководот на геотермалниот систем што води од бунарите кај подлог до Кочани. Не помагаат апелите за посовесно однесување на граѓаните, па комуналното јавно предпријатие Водовод, кое стопанисува со системот, принудено е секоја година да вложува по околу 500.000 денари за санирање на оштетувањата. Ова дополнително го оптоварува буџетот на предпријатието, што со губењето на топлинска енергија значи и загуба на значителни средства. Одговорните во Водовод велат дека оштетувањата на изолацијата на цевководот се поради влијанието на временските услови, но и од несовесните постапки што со години ги прават некои сограѓани. За жал лоша слика и не сакам да ги обвинувам само граѓаните, односно несовесни граѓани кои го оштетуваат со крадење на лимот, значи класично крадење, злоупотреби и продавање за ситни пари, а штетите се многу големи и заради тоа веројатно имаме и пониски температури и ако сметате за квалитет тоа пониски температури до крајните корисници, но сепак сметам дека со чекорите и со интервенциите кои ги презимаме во текот на сека година и одржувањето на состојбата на овој цевковод го држиме во добра кондиција. Иако не се работи за нова инвестиција, за санација што вообичаено се прави еднаш годишно, се трошат по неколку илјади евра. Проблемот со оштетувањето на изолацијата е повеќе годишен и тешко се спречува, а според вработените во Водовод најчесто се јавува во текот на грејната сезона и во летниот период. Тешка сообраќајна несреќа околу Пладне се случи во местноста Косовка на влезот во Кочани. Во директен судир на патнички возила Пежо и Опел со кочански регистерски таблички е предизвикана голема материјална штета, а тешко повредени се и две лица. Со возила на итната медицинска помош повредените биле пренесени во болницата во Кочани. При тоа констатирано е дека едното од лицата на 66 годишна возраст се здобило со повреди на главата и искршена подколеница, додека другото на 48 годишна возраст било тешко повредено во пределот на градниот кош на главата и во долните екстремитети. Поради сериозноста на повредите, двете лица се препратени на клиниките за трауматологија и хирургија во Скопје. Увид на местото на настанот направи полициска екипа, а прекинот на сообраќајот траеше повеќе од 2 часа, при што возилата за влез и излез од Кочани се пренасочуваа по другите улици. Санација на оштетувањата на банкините на локалните патишта презема општина Чешиново Блешево. Деновиве се работи на патниот правец кон Соколарци, кој беше оштетен по есенските земјоделски активности. Градежна механизација на компанијата Дебони од Кочани деновиве започна со санирање и тампонирање на банкините на локалниот пат Чешиново-Соколарци. Тоа е една од активностите што локалната самоуправа на Чешиново Блешево ги зацрта како задача по завршувањето на жетвените активности оваа есен. Со оглед што од поминувањето на земјоделската механизација на овој патен правец банкините беа значително оштетени, разминувањето на возилата беше дополнително оттежнато и представуваше опасност за безбедното одвивање на сообраќајот, особено во вечерните часови. Со зафатот ќе се изврши тампонирање на оштетувањата на банкините во должина од 2,5 километри, а на одделни места каде што е потребно ќе се направи и проширување на патот. Санацијата се реализира со средства од програмата за одржување на локалните патишта во општината, а локалната самоуправа веќе аплицираше преку Центарот за развој на источниот регион со проект за изградба и на патниот правец од Спанчево преку местноста Свиланово до селото Рајчани. Овој патен правец е од регионално значење за општината, а за негова реализација пари се бараат од државниот буџет, што ги распределува Бирото за рамномерен регионален развој. Ученици од општината Крижевци од Република Хрватска дојдоа на зимување на Пониква. Нивниот престој е во рамки на соработката што локалната самоуправа на Кочани ја има со збатимената општина, која летово организираше летување на Јадранското море за наши ученици. 6 ученички од основните училишта од Крижевци зимскиот распуст го поминуваат во спортско-рекреативниот центар Пониква на Осоговските планини. Според информациите од локалната самоуправа на Кочани,
На Пониква гостуваат најуспешните ученици од основните училишта од Крижевци. Зимувањето за хрватските ученици е бесплатно и е овозможено од општината, и тоа е резултат на соработката на двете збратимени општини. Станува збор за возвратна посета, која што се реализира по летувањето што беше овозможено за учениците на генерацијата од Кочани на ПАК Република Хрватска. На гостите од Крижевци, зимовалиштето на Пониква им оставило убав печаток, а снежната покривка им донела дополнително уживање и забава. 6-дневниот престој за нив завршува в петок. При посетата представниците од општина Кочани на гостите им доделија символични подароци од градот. Семејството Трендафилови од населбата Ориза рече 2-годишен син пред една недела го загуби животот под урнатините на старата куќа. Упатува апел за помош до сите хумани граѓани кои се во можност да помогнат, бидејќи живеат во многу тешки услови без струја, вода и дрва за огрев. Господ ги благословува сите оние кои помагаат на сиромашни. Нека ве благослови и вас во овие големи духовни празници. Велат Анита и Стојчо Трендафилови од Оризари, кои упатуваат апел за помош до сите хумани граѓани кои се во можност да им помогнат. Станува збор за семејството на кое пред само 6 дена 2-годишниот син Андреј несреќно го загуби животот под урнатините на старата куќа, па сега освен тешките услови за живот ја имаат и болката по изгубеното чедо. Нивната мака е неподнослива, бидејќи и сега стрепат пред животот на останатите 2 деца, синот кој има 8 и керката која има 5 години. Упатуваат апел до сите хумани граѓани кои колку може да помогне, барем малку да го средат животот, да ги згрижат децата, оти како што живеат во моментов без струја, без вода и дрва и други основни услови за живот е многу тешко. Мајката Анита е невработена со нарушено здравје, а таткото Стојчо работи во приватна фирма како лице со лесна попреченост и средствата што ги прима не се доволни за нормален живот на децата. Молат за помош да се донира на сметката во Тутунска банка 210750629181, а освен парична помош и секој друг прилог е добре дојден. И најмалите граѓани на општината, децата од детската градинка Павлина Велјанова ја покажаа својата хуманост. Донираа парични средства за помош на Методи Митев од Кочани. Вработените и најмалите од детската градинка Павлина Велјанова, објект Цветови, донираа и со тоа ја покажаа хуманоста. Средствата кои ги собраа од картите од прикажувањето на театарската представа за Нова година ги донираа за помош на Методи Митев од Кочани, кој собира средства за потребната операција во Кина. Денеска тие го израдуваа и го посетија во неговиот дом. Дечињата и вработените од детската градинка Павлина Велјанова, објект Цветови, ја покажаа својата хуманост на дело, а ние сме овде да ги научиме децата уште од најмали нозе да помагаат на нашите сограѓани. Во овој случај ние му помогнавме на нашиот сограѓани Методи Митев и ги повикувам сите граѓани кои се во можност да помогнат, затоа што е многу драгоцено здравјето на еден млад човечки живот, за да биде корисен исто како нас и да биде корисен на нашето општество. Митев им се заблагодари за хуманиот гест на децата и воспитувачките и повика за помош до сите хумани граѓани колку се во можност да помогнат. Голема благодарност до малите дечиња на градинката Павлина Велјанова, што овој ден ми го разубавија и ме посетија да ја покажат нивната хуманост од најмали нози, и се заблагодарувам на дечките и на воспитувачките што дојдоа да ме посетат. Воспитувачките истакнаа дека освен помошта на Методи Митев, овој гест има двојна цел. Децата уште од најмали нозе да се учат да бидат хумани и да помагаат на луѓето на кои им е потребна помош. Сите хумани граѓани кои сакаат да помогнат за Митев може да донираат на трансакцијската сметка во Тутунска банка со број 7506263668 и на телефонскиот број 070 143 123. Хуманитарен проект Храна за сите спроведоа членовите на Ротари клубот Кочани Виница. Пред празникот Божик донираа пакети со храна на 60 социјално загрозени семејства од овие две општини.
Ротари клубот Кочани Виница и за време на празниците ја продолжи ротаријанската хумана мисија и го реализираше хуманитарниот проект под наслов Храна за сите. Станува збор за обезбедување 60 пакети со храна кои на ден пред големите христијански празници Бадник и Божик беа поделени на социјално загрозените семејства од Кочани и Виница. Со овој гест тие не само што им помогнаа на семејствата да ја почествуваат убавината и благодата на Бадник, туку и внесоа радост во срцата на членовите на тие семејства. Луѓето кои ги добија пакетите им се заблагодарија на членовите на Ротари клубот, што не ги заборавиле за новогодишните и бождикните празници. Членовите на Ротари клубот Кочани Виница истакнаа дека со ротаријанската хумана мисија за помош на лица на кои им е потребно, ќе продолжи и понатаму. Невладиното здружение Јавор од Зрновци ќе реализира проект за промоција и заштита на природните ресурси во општината. Се работи за активности за кои е обезбедена подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Здруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци неодамна започна со реализација на проект за заштита и промоција на агробиодиверзитетот во општината. Проектот е одобрен во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, која е поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Менаџирањето на активностите се одвива преку компанијата Фармахем од Скопје, која е национален координатор. Главна цел на проектот е да се создадат услови за подобро управување со агробиодиверзитетот во општината Зрновци, преку подигање на јавната свест за потребата од подобрување на квалитетот и одржливата употреба на почвите на територијата на општината. Исто така ќе се преземат активности за запознавање на населението за важноста од различност на земјоделските култури со аспект на старите сорти и раси, а ќе стане збор и за важноста и улогата на животните во одржливото управување со агробиодиверзитетот во општината и пошироко. Во рамки на проектните активности планирано е да се спроведат 3 обуки на теми од агробиодиверзитетот, а ќе се направи и осврт на типовите почви застапени на територијата на општина Зрновци, како и за присутните стари сорти и раси. Исто така планирано е да се подготват и испечатат 2 брошури на тема агробиодиверзитет. Како една од практичните придобивки од проектот ќе биде изградбата на чешма со водопоило во местноста Куков Рит. Клубот на млади истражувачи од здруженијето ќе работи на создавање колекција од семиња присутни на територијата на општината, а ќе биде организирана и посета на фарми за земјоделците. Според планираната динамика, проектот ќе трае до 30 април годинава. Достојно да се прослави раѓањето на Христос Божик, а не да се живее во духот на прославувањето на нова година, кога сите се надпреваруваат кој побогата трпеза ќе приготви и ќе се весели со денови и недели. Во деновите пред Божик треба да се посвети внимание на молитвата и покајанието, апелираат свештениците. Православните верници утре го слават Бадник, а ден после него Божик. И годинава граѓаните нема да го изостават традиционалниот бадникарски оган, кој го означува стартот на чествувањата пред големиот празник Христовото раѓање. Свештениците со совет, постот не значи само воздржување од храна, туку прочистување на срцето и умот. Апелираат верниците да појдат на литургија за Божик, а не на заеднички средби и дружења кои не се во духот на православната вера. Во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги литургија ќе се служи секој ден од 6 јануари до недела. Значи утре ќе се отслужи празнично утрена со часовите кои што следат, кои што се пропишени по повод празникот Бадник. А за после тоа да се отслужи вечерно богослужение и света Василиева литургија. Исто така овие денови се до недела ќе се служи во храмот посветен Светиот Великомаченик Ѓорги, значи во четврток е прв ден Божик, имаме света божествена литургија, во петок на втор ден Божик или посветен на собор на Пресвета Богородица, традиционално ни е најавено присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион, кој ќе чиноначалство со светата божествена архиерейска литургија, заедно со повеќе свештеници од епархијата. Утредната во сабота денот посветен на светиот архидиакон и првомаченик Стефан, додека во недела завршува овој пазничен циклус, бидејќи самата недела представува едно мало воскресение. Во својата практика црквата секогаш служи света божествена литургија во недела.
Да се избегнуваат масовните гозби со бадникови огнови, претерување со алкохол и веселење за време на празниците. Тоа е пагански начин на славење на Христовото раѓање. Бадник треба да се помине молитвено со бдење во храмовите, а постот е неспоив со пиење ракија. Чувствуваме потреба да апелираме, бидејќи знаеме понекогаш од традиција во овие краишта на самиот крај или на постот, односно на Божик, многумина луѓе пристапуваат да се причестат, при тоа пристапувајќи без благослов, без исповед или претходна консултација со свештеник, доколку се немаат исповедано или немаат благослов да не пристапуваат, бидејќи таквото причестување и соединување со телото и крвта Христови ќе им биде повеќе за осуда отколку за спасение. А исто така и до сите оние верници кои што како еден начин на празнување се собираат по малата на така наречените коледарски огнови, доколку го изберат тој начин на славење на како една вест на за рождеството Христово, тоа да го прават достоинствено и според правилата кои што ги пропишува православната црква, односно да не се служи мрсна храна, да не се зборува недолично, да биде сето тоа без музика, значи да биде буквално достоинствено и христијански, а исто така залудно ќе биде таквото прославување доколку не ги посетуваме барем овие денови не присуствуваме и не земеме активно молитвено учество на самите богослужби. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги истакнаа дека верниците можат да земат бадникови гранчиња од црквата во текот на утрешниот ден до 15 часот. Христовото раѓање е само еден од трите празници во кои православната црква го одбележува раѓањето. Освен раѓањето на Исус, се слави и раѓањето на неговата мајка Богородица и на Свети Јован Крстител. Следува информацијата од спортот. Виничкиот фудбалер Иван Митров, кој во есенскиот дел од правенството го носеше дресот на прволигашот Работнички, ќе реализира трансфер во Штипска Брегалница. Тоа ќе значи негово враќање во екипата за која играше неколку пати досега. Фудбалерот на Работнички Иван Митров ќе го напушти клубот во овој зимски преоден рок, а како негов следен ангажман се најавува Штипска Брегалница. Играчот од Виница дојде во Работнички во текот на минатото лето од Шкендија, а трансферот беше образложен со неисполнетите очекувања на управата на црвено-црните. Во дресот на скопскиот прволигаш, Митров поголем дел од времето беше повреден и одигра само 7 надпревари во текот на есенската сезона, при што имаше само една асистенција и без постигнат погодок. Како што се дознава, голем дел од договорот за најновиот трансфер со Брегалница е веќе заокружен, а остануваат уште некои ситни детали за виничкиот фудбалер и официјално да стане нов член на прволигашот од Штип. Тоа е добро позната средина за Митров, со оглед дека во минатото тој го носеше дресот на Штипјани. Со оглед што Брегалница по завршувањето на есенскиот дел од правенството е во огромни проблеми, бидејќи клубот се наоѓа на 8-та позиција, сигурно е дека ангажманот на Митров ќе им биде од голема полза. Виничкиот фудбалер неколку пати досега го носеше дресот на Брегалница, а во својата кариера настапуваше и за грчкиот Егинијакос, како и за Шкендија. Прогнозата за времето беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.